денот на книгата е потсетник дека најубавите патувања започнуваат токму помеѓу на страниците помеѓу кориците на една книга. Поводот е одличен. Промоција на 7 сликовници и книга Раскази на Маја Митровска. Со нас ова утро е авторката на овие дела, која што ќе ни раскаже како се создаваат приказните за најмалите и дали книгата денес успева да го задржи вниманието. Добро утро, Маја. За почеток ќе почнеме со што беше мотивацијата за да издадете 7 сликовници одеднаш. Најпрво, добро утро, Македонијо. Благодарам за поканата. Создавањето на овие сликовници не се случи во еден ден, тоа се случуваше неколку години додека растеа моите деца, додека беа помалечки. Тоа се песнички напишани пред 10 години, но илустрирани во последниве 2 години и некако со тек на време си го најдоа патот до светлината или до јавноста. Благодарна сум многу што на крај сепак успеав да ги издадам и да го видат белиот ден. За какви сликовници станува збор и што се раскажува во нив? Освен што се со забавен карактер, тие се и со едукативен карактер. Првите 3 сликовници кажувалки, бројувалки и бојувалки зборуваат за буквите, бројките и боите. Првите сознанија за буквите на дечињата се уште во предшколска возраст и се наменети токму за нив, како и за бројките, така и за боите. Сликовницата за боите пак е интересна затоа што преку едно кученце се прераскажуваат, се кажуваат сите бои за да им стане поинтересно на децата. Многу често гледаме како нашите деца се учат за боите на англиски јазик, но многу помалку ги учиме да го научат англискиот јазик преку македонскиот јазик. И целта ми беше да иницирам што повеќе да се зборува и да се учи едно дете од најмала возраст прво на мајчиниот јазик, а потоа и на секој странски јазик. Следните наслови? Следни наслови. За сега имам издадено една книга за млади, за деца и млади, Велинка. Потоа една сликовница која што беше со инклузивен карактер, Веселата дружина во музеј. Овие 7 сликовници, Максим, книгата со раскази и книгата која што е поема, Болештини, која што се простира на 70 страни, е за возрастни и се раскажува за македонската сага, а во процес на издавање е исто така еден роман за возрастни, тој е мојот прв роман за возрастни, кој што е напишан повеќе од 4 години и го чека денот да биде издаден. 7, кажавме, сликовници. Покрај овие што ги споменавте, тука се и мечтувалки, патувалки и кои други и за што станува збор? Па еве прво, пошто во рацете држам патувалки. Таа е книга каде што може книга која што ќе ве прошета низ светот, од египетските пирамиди, па до Италија, па до нашите села, и сепак се враќа во Македонија и во Битола. Песничките за Битола, песничките за Македонија и се секогаш присутни во мојата литература. Сакам да се научат децата да го вреднуваат она кое што го имаме, да ја сакаат татковината, да ги вреднуваат убавините кои што ние ги имаме. Покрај 7 сликовници, тука е и книгата со раскази Максим. Зашто станува збор во оваа книга? Дали е инспирирана од вистински, реален лик или е сосема дело на имагинацијата ваша? Максим е едно интересно дело кое што е создадено само во 10 дена, 10 ноќи, по иницијатива на мојот помал син, кој што секоја вечер бараше да му прочитам нова приказна, но поразлична од сите оние кои што ги имаме дома, сме прочитале доста.
и решив да ги создадам за да му ги прочитам приказните и така се роди Максим во 10 дена, инспирирана од мојот син Мартин и секако и од детството на мојот син Андреј. Што е она што најмногу ве инспирира во создавањето на сите дела до сега? Па децата. Со оглед на тоа што поголемиот дел, нели најголемиот дел е литература за деца и верувам дека и понатаму ќе продолжам да пишувам за деца. Тие се најискрени, најневини и секогаш со нив е интересно. Има како да црпиш инспирација од децата затоа што нивниот имагинариум е огромен. Кажуваат интересни зборови кои што нема како да ги слушнеш од возрасен ако не од дете и токму тие зборчиња се и застапени во повеќето сликовници тука, детски зборчиња. Така е настанат и Крукалезен свет, односно циклусот од кој што се издадени сите овие сликовници. Точно, Крукалезен. Зборот е нов, за мене старо нов. Синот веќе има 16 години, кога беше малечок, не убедуваше дека не треба да биде тркалезно, треба да биде крукалезно, затоа што основата е круг. Беше многу мал кога така не убедуваше како детенце мало и беше многу интересно дете. Секој едно дете има такви зборчиња и препорачувам на сите родители да ги запишат некаде затоа што се многу убави спомени. И за крај, каква порака ќе им упатите на сите оние што пишуваат детска литература, меѓутоа и на сите родители? Па, најмногу до родителите да се обидуваат да ги воспитуваат децата во вистинските вредности, семејството, пријателството, другарството, добрината, љубовта и да читаат повеќе, да им читаат тие најпрво на своите деца, за да ги научат што значи зборот, што значи расказот, за нивната имагинација, за нивното растење и развивање во правилна насока. И секако, овие сликовници, моите сликовници и сликовниците на ред други автори македонски кои што ги имаме во Македонија, треба да бидат најчест поклон за роденденските забави, затоа што нивната вредност е многу поголема од се друго. Маја, ти благодарам за ова ваше гостување и ви посакувам уште многу успешни приказни испишани на белите страници. Ви благодарам и вас на поканата. На Светскиот ден на книгата 23 април, како што кажа и нашата гостинка, најдобро е да ги подсетиме сите оние граѓани дека најдобриот подарок за едно дете е книгата, а токму и оваа книга Максим ќе биде одличен подарок за роденденот на мојот син, кој што исто така се вика Максим и кој што денес полни 10 години.